По 2 часа дебата и со 77 гласа за, пратениците изгласаа недоверба за поранешната председателка на Судскиот совет Весна Дамева. Таа беше прва на дневниот ред, по неа следуваше и Црвенковска. Во заклучоците по гласањето, председателот на Собранието Африм Гаши порача дека по ова го губат легитимитетот да продолжат со работа. Седницата следи колешката Катерина Нешкова, ја имаме во живо од Собранието. Катерина, поголем дел од интерпелациите веќе помина, со мнозинство гласови беа прифатени од пратениците во салата, меѓутоа имаше различни ставови од политичките партии. Како досега тече расправата? Така, Иван, во овие моменти очекувам да се случи и петата интерпелација, односно да завршат сите поднесени интерпелации за оние членови на Судскиот совет кои што беа избрани од Собранието изминативе години. Според власта, ова е прв чекор за расчистување на состојбите во правосудството, реформа, кадровска реформа, по која ќе следи системска реформа, како што најавија. Интерпелациите сами по себе, како што знаеме, не значат и разрешување. Тоа е поинаква постапка која што се спроведува особено за членовите на Судскиот совет, но според власта ово е доволен аргумент за тие сами да си заминат од функциите. Впрочем, и во самите заклучоци по интерпелациите стои дека тие веќе се непогодни за вршење на функцијата член на Судскиот совет и ваквите заклучоци ги имаат доставено и до председателот на државата, меѓутоа и до самиот Судски совет. Неизвестно е дали членовите на пете члена на Судски совет ќе ги почитуваат ваквите заклучоци на мнозинството, кој што всушност им ја даде првично довербата во минатиот пратенички состав за да станат членови, а сега пак им ја одзема. Но она што е јасно е дека дебатата во Собранието се одвиваше најмногу за првата интерпелација, за екс-председателката на Судскиот совет Весна Дамева, и тука се кажаа главните клучни аргументи за и против самите интерпелации. Како што споменав, за власта ова не е судење на судството, како што рекоа, туку е расчистување со сите оние негативни состојби кои што довеле до 2% доверба и дека токму овие членови на Судскиот совет всушност придонеле за ваквите состојби, бидејќи носеле контроверзни одлуки во рамките на својата работа во однос на именување, разрешување на суди, па дури и водење на дисциплински постапки кои што често завршувале само со, како што рекоа, благи казни за судиите за кои што била утврдена одговорност. Еве дел од аргументите на власта. Судската власт ја вршат судовите, а не Судскиот совет. Секој обид на членовите чија што интерпелација се бара да се поистоветат со судската власт и со судиите е надвор од уставот и законот. Точно е дека работата на Судскиот совет има влијание на сите аспекти на судската власт, па и ние за тоа влијание на аспектите на судската власт токму и денес зборуваме. Како што можам да забележам, во овие моменти веќе изгласана и петата интерпелација, и тоа со над 70 гласа. Впрочем, сите интерпелации се гласаат со гласовите на ВМРО, ДПМН, Евлен, Знам и на опозицијската левица. Левица и претходно утринава го искажа својот став дека е за системски реформи во судството, но сепак дека ќе ги поддржи ваквите интерпелации, за разлика од останатата опозиција на СДСМ и ДУИ, кои што се изјаснија дека за нив е неприфатлив ваквиот начин на смена на членови на Судскиот совет. Тие ги искажаа своите аргументи пред собраниската седница, меѓутоа не учествуваа во гласањето, односно ја напуштија собраниската сала. Најпрвен СДСМ, а потоа и Врети. Еве дел од ставовите на двете страни, особено имајќи предвид дека ДУИ, иако не гласаше за овие интерпелации, најави по оваа пракса, по оваа аналогија, интерпелации за судиите на Уставниот суд, бидејќи не им се допаѓале одлуките кои што во последно време ги носеле. Еве ги изјавите. Поднесените интерпелации како механизам за политичка контрола на Собранието над субјектите кои што ги кажав претходно, кои што се цитирани во овој член, е преседан и недозволен акт во една демократска држава. Тоа е упад во судство, која руши
темелната вредност на уставниот поредок, на поделбата на државната власт, која што исто така е предвидена во членот 8 став 1 алинеја 4 од Уставот. И повреда на основното начело на еднаквост на членовите на судскиот совет, создавајќи дискриминација помеѓу членовите. Ако работите на овој начин, на притисоци, ќе бидеме должни да имаме интерпелација за сите тие што се избрани во ова собрание во текот на тие 365 дена и ќе почнеме од Уставниот суд. И сега набрзо ќе поднесеме интерпелација за судиите на Уставниот суд каде што се избрани во овој дом. Значи, тие го допираат тоа што е недопирливо. Значи, тие допираат каде што никој таму не смее да допира. Тие го допираат договорот каде што е гарантиран од меѓународна страна. Да, Катерина, 5 интерпелации беа на дневниот ред. Се работи за членови на судскиот совет кои што се избрани во собранието. Сите 5 поминаа, на сите 5 им изгласана недоверба, но од она што го видовме пред пратениците се појави само поранешната председателка Весна Дамева. Какви се низините ставови и позиции? Да, Иван, според процедурите, членовите за кои што на судскиот совет и сите функционери на кои што им се поднесува интерпелација имаат право на писмен одговор. Тоа го искористија сите 5 членови на судскиот совет, но имаат право и да дојдат на самата седница и да ги кажат своите аргументи. Тоа го стори само Дамева. Таа рече дека тука не е за да се брани или да ги брани своите одлуки во судскиот совет и својата независна работа, туку да го одбрани, како што вели, владењето на правото и да покаже дека независно действувала, независно од која власт била избрана. Но веднаш по незиниот одговор, од кој што траеше околу 20 на минути, кој што беше прилично остар, посочувајќи на владеачкото мнозинство дека ги истрпела сите напади и лажни вести, како што рече за неа, таа си замина од собраниската сала. Во продолжение слушаме дел од незината аргументација. Во овој момент гордо стојам пред вас, очигледно за последен пат, бидејќи мојот мандат завршува за 9 месеци. И ова не случајно го надпоменувам, туку да ви е познато и вам и на граѓаните дека не дојдов да се правдам себе си. Не дојдов да се заштитам себе си, туку дојдов да застанам на страна на владење на правото, на страна на заштита на независноста и самостојноста на судската власт, да се спротивставам на селективната правда, на дискриминаторскиот однос и да укажам дека правната доктрина не познава колективна одговорност. Дојдов да застанам на страна на заштита на Уставот. Единствено од се што ми се става на товар, прифаќам одговорност само во делот дека не сум била најдобриот избор за член на судскиот совет и не сум подобна. Точно е, почитувани пратеници. Не бев најдобриот избор за политички пазарења, ниту на одредени политичари од претходната власт, а не сум ниту на одредени политичари од оваа власт. Така, ова беше изјавата на Дамева. Слични аргументи претходно во изјава пред судскиот совет имаше и незината колешка Чочарова. Она што е битно е дека собранието веќе заврши својата работа и изгласа недоверба на 5 члена. Заклучоците и гласањето, како што веќе споменав, собранието ќе ги испрати до председателката Силјановска, но и до Републичкиот судски совет. Секако дека ова понатаму може да има импликации, односно ги очекуваме евентуално ставките на овие членови или пак евентуално тие да продолжат да работат и покрај изгласаната недоверба. Ќе ги следиме случувањата. Катерина Нешкова, благодарам за оваа информација.